Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, понеделник, 15 јануари, го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Предходната недела ја завршивме со Титаник, несомнено и оваа недела ќе стартува со анализи за првата акција на специјалното обвинителство. Дали ова е правна разврска на политичката криза во која Македонија со месеци се наоѓа или само продлабочување? Дали Титаник е само провидна акција за пролонгирање на изборите како што дел од аналитичарите предвидуваат? Како ќе се развива ситуацијата понатаму? Ќе има ли избори на 24 април? Основниот суд Скопје 1 ги отфрли како неосновани барањата на специјалното обвинителство и Катица Јанева за притвор на лицата кои ги осомничи за изборен криминал. Јанева преку Facebook најави дека ќе ја обжали одлуката на судот. Дали коментирањето преку социјалните мрежи на судски одлуки е преседан? Многу прашања се отворија. На оваа тема денеска разговарам со универзитетскиот професор Оливер Андонов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Професоре, за почеток, едно ваше видување на она што се случуваше во петокот. Специјалната обвинителка Катица Јанева ја објави првата акција Титаник. Како го коментирате тоа што без покренат обвинителен акт, беа посочени функционери од ВМРО ДПМН во настапот на обвинителката, на обвинителите од специјалното обвинителство? Голем дел од експертите препознаа пристрасност. Како вие го коментирате ова? Која е вашата оценка? Значи, во самиот вовед кој го дадовте, поставивте едно реторичко прашање кое се однесува на преседаните. Интересна работа, но до крај неубава е што Македонија стана земја на преседани. Го имаме специјалното јавно обвинителство како преседан. Имаме уцена врз високи државни органи што стана преседан кој не е казнет. Имавме лица осомничени за сторени кривични дела, незаконито прислушување и работа за разузнавачки служби, странски разузнавачки служби. Дел од нив го признаа делото, а дел од нив врз основ токму на тие признанија се наоѓа и врз основ на прибраните докази судот утврди потреба да се задржат во притвор. И да биде уште поголем преседанот, беа ослободени од притвор токму на барање на специјалното јавно обвинителство, кое сега бара друг некој да оди во притвор, и кога судот тоа не го зема како релевантно, тогаш настанува проблем, условно кажано проблем, затоа што јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство си дозволува слобода да ја коментира судската одлука и тоа преку Facebook. Едноставно, социјалните мрежи не служат за промоција на специјалното јавно обвинителство, односно за промоција на негови постапки и намери за работа, туку служат за некои други активности, додека специјалното јавно обвинителство како сериозна државна институција треба во нормална една процедура судска, во нормален однос со јавноста преку пресконференција да информира, а не бомбастично да најавува нешто што ние како преседан повторно го слушнавме од лидерот на опозицијата само неколку дена претходно, каде што тој како да знаеше што подготвува специјалното јавно обвинителство, како да се во координација ги кажуваше тие работи. Јас едноставно не сакам да верувам дека е возможно да лидерот на опозицијата знае и координира што ќе се работи со специјалното јавно обвинителство. Доколку е тоа точно, а има доста индици кои укажуваат на некои такви работи, тоа покажува дека имаме уште еден исклучително опасен преседан во Република Македонија, а тоа е да специјалното јавно обвинителство работи во координација со опозицијата. И ако така продолжиме да се движиме во една таква насока, тогаш воопшто не е зачудувачки повикот на некои ваши колеги кои однапред утврдуваат дека некој треба да докаже невиност, што е повторно преседан. Уставот многу јасно определува дека вината се докажува, а тоа е работа на обвинителството.
Тоа доаѓа од прилика како, знаете, сега вие мене да ми кажете дека јас нешто сум украл и сега јас треба пред целата јавност да се докажувам дека не сум украл. А како јас ќе докажам дека нешто не сум украл, не сум сторил некое друго кривично дело, кога, например, немам јас доказан материјал за тоа. Јас може да тврдам дека имам алиби, сум бил ваму, сум бил таму. Затоа, законодавецот, уставотворецот, кристално јасно заштитувајќи ги човековите права, утврдил дека презумцијата на невиност е основниот сегмент од кој се тргнува. Работа на обвинителството е да докаже дека некој е виновен за сторено кривично дело. Во една постапка нормална, во која зборуваме за основано сомнение, значи тоа се неколку сегменти, има основ за сомнение, па имаме основано сомнение, па имаме судска пресуда. Тие имале основ да се сомневаат врз основ на бомбите, кои ги прикажа опозицијата, дека некој сторил кривично дело. Јас подоцна би сакал да се вратим и на тој дел зошто некој друг не одговараше за бомбите и за веродостојноста. Прво требаше да се утврди, значи, знаете, кога зборував во еден период за тоа дека треба судска разрешница најпрво, па потоа политичка одговорност, токму за тоа зборував, дека треба да има постапка во која се извинувам, во која ќе се утврди дека некој направил едно кривично дело, неовластено прислушување, снимање, да се утврди веродостојноста на утврдените разговори во кои има содржина на кривични дела, на можни сторени кривични дела, па потоа да се утврди како се сторени, дали на вистина се сторени тие кривични дела, дали се вистинити снимките кои се, па како се сторени тие кривични дела, па тогаш да одговараат и тие кои ги сториле кривичните дела, но при тоа, како доказ, не може да се земат прислушуваните материјали, бидејќи се, и да е вистина нешто да е сторено, не може да се земе како доказ, бидејќи тие материјали се стекнати нелегално, без судска одлука, не се како посебни истражни мерки и постапки. И затоа велам, влеговме во еден циклус на преседани, за жал, и сега доаѓаме во состојба да некој треба да докажува невиност. Ако специјалното јавно обвинителство утврдило дека врз основ на основ на сомненија има основани сомненија по извршените разговори со лицата кои би можеле да се појават, дали како заштитени сведоци, дали како прибрани документи и материјали за сторени кривични дела од областа на изборите и гласањето, како што ги теретат сега моментално луѓето, кои како што најави специјалното јавно обвинителство во тој фамозен Титаник, тогаш со тие материјали излегуваат пред суд. На судот е да прифати дали се релевантни доказите изнесени пред него за определување мерка притвор или не, а не на обвинителството. Тие треба да бидат спремни да поднесат што повеќе материјали веродостојни по кои судот ќе определи тоа што треба да определи. Во следната постапка, во обвинителниот акт кој ќе го поднесат, обвинителството треба да ја докаже вината на обвинетите. Се додека се водат како обвинети, не може да бидат виновни. Тие се само основано осомничени. Исклучително е значајно тоа да го знаеме. Вината е присутна дури откако судот ќе донесе одлуката и ќе поминат сите жалбени постапки, правосилна пресуда ќе има. Така, професор, имаше откако судот ги отфрли како неосновени барањата на специјалното јавно обвинителство, на социјалните мрежи одма почнаа коментари и апели да се направи специјален суд. Како вие го коментирате ова? Па, знаете како, воопшто целата оваа работа како се движи во насока на тоа дека ние имаме непрекината политичка приказна која треба да не внесе во некоја така наречена судска развршница. А не може да имаме судска разрешница во политички присутни активности. Тоа е основниот проблем кој го имаме во моментот. И затоа си дозволуваат, затоа и реков некои ваши колеги да коментираат дека некој треба да докаже невиност. Затоа веднаш си коментираат, сега судот не ни чини, сега дај суд специјален ќе направиме за тоа, па што сме ние, во кое општество ние функционираме? Преки судови треба да направиме. Па дај, зошто ни е тогаш обвинителство, зошто ни е судство, зошто ни е воспоставена државата, дај ќе урнеме државата, нели па ќе правиме преки судови, ќе суди народот, па кога ќе викне народот некој е виновен затоа што таква перцепција има, тој ќе биде виновен. Што е, ова не е партизанско време?
Република Македонија е уредена држава. Никој не вели дека не постојат пропусти, дека некој и на власт додека не може да стори кривично дело, но колку што имавме досега искуство, имаше луѓе кои беа на власт, па беа сменети од функции и беа осудени правосилно за сторени кривични дела. Така, тука правиме една кратка пауза и продолжуваме со разговорот. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Мој денешен гостин е универзитетскиот професор Оливер Андонов. Професоре, морам да ја цитирам изјавата на Фејсбук која беше објавена од страна на специјалната обвинителка Катица Јанева. Пишува вака: кривичниот суд во Скопје засега пропушти да се запише во историјата на Република Македонија. Следуваат жалби. Објавено е на официјалниот профил на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева на социјалната мрежа Фејсбук по одлуката на судот да ги отфрли како неосновани барањата за притвор на специјалното јавно обвинителство. Во ваквите изјави многумина видоа политиканство. Прво реагираа зошто сето ова се прави на социјалните мрежи, рековте и вие дека подобро ќе беше тоа да се објави на пресконференција отколку на Фејсбук. Дали вие препознавате политика во тоа што се даваат нели квалификации за кривичниот суд? Значи, јас си предмалку токму во таа насока кажав, за жал специјалното јавно обвинителство во повеќе наврати покажа дека има политички намери, а не правни намери, и дека правната страна ќе ја користи само со цел да ја подкрепи политичката страна. Јас овде ќе направам една мала компарација која може да биде многу интересна. Значи, специјалното јавно обвинителство си дозволи на Фејсбук да ги коментира одлуките на кривичниот суд без да поднесе понатамошни докази за потребата од одредување на мерка притвор на обвинетите во така наречен случај Титаник. Од друга страна, истото тоа специјално јавно обвинителство не најде за сходно да на било кој начин реагира на изјавата на лидерот на опозицијата дека специјалното јавно обвинителство ќе следува такви активности кои ќе водат во насока на затварање на високи функционери на ВМРО ДПМН и одложување на изборите. И токму тука е поентата на политиката на која политиканството кое специјалното јавно обвинителство веќе очигледно го спроведува за интересите на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не може да од една страна си дозволите да помине незабележано од нивна страна, од страна на специјалното јавно обвинителство изјавата на Заев и да на тоа воопшто не се реагира, доколку сте навистина независни, ќе изреагиравте и ќе постапевте согласно сите правила да се спречи реакцијата, една таква неумесна реакција во политички цели на лидерот на опозицијата. Второ, како и да беше ќе го покреневте случајот пуч, токму според онаа логика која ви ја кажав, дека треба да се движи, да имаше прво правна разрешница на тоа кој снимал, зошто снимал и дали е вистинито тоа што се снимало, па потоа да се тргне понатаму. И на крајот, во целата таа работа, вие ослободувате лице кое е веќе во притвор поради добиени искази од осудени лица дека стои за целата операција на прислушување, а барате притвор за човек кој е политички лидер на македонците во Албанија. Што помалку е и невкусно дури, а се со цел зошто? Затоа што македонците од Албанија кои имаат двојно државјанство гласале за ВМРО ДПМН. Јас не гледам ништо спорно тука. Слободна волја на луѓето да гласат за кого сакат, слободна волја на Едмун Темелко како лидер на политичка партија во Албанија, политичка партија на македонците, да искаже свој политички став за кого треба да гласат албанците од Македонија од Албанија, македонците од Албанија кои имаат македонско државјанство, така што сето ова наликува помалку и на антинационално делување од страна на специјалното јавно обвинителство кое е многу необјаснливо. Така, ги читав медиумите, оние медиуми кои важат за блиски до опозицијата велат дека Титаник успешно запловил, оние другите па медиуми пишуваат дека Титаник уште не тргнат, потонал. Што мислите вие? Кој е вашиот став? Ќе потоне ли Титаник, потонате или успешно плови? Значи, јас нема да се изјаснувам по тоа прашање
метафорично во поморски стил, Така. јас ќе кажам дека специјалното јавно обвинителство ја промаши целата приказна со тоа што како прв случај го изнесе Титаник и мислам дека го допромаши со тоа што по неприбирањето на доволно докази пред кривичниот суд се обиде да изврши притисок врз истиот и на крај во целата таа работа им допомага опозицијата и проопозицијските медиуми да ја допромашат работата со изјавите за формирање некој специјален кривичен суд или дури со една интересна изјава која исто така е сретна во медиумите дека се додека не заврши постапката по прашање на работата на специјалното јавно обвинителство да не се оди на избори. Мислам, од нонсенс во нонсенс одиме, од преседан во преседан, а се покажува една единствена цел. А тоа е целта на опозицијата да се одложат изборите и да остане една ваква недефинирана состојба во која опозицијата ќе биде на власт без избори. Тоа мора да се спречи. Не може така да продолжи. Македонија едноставно нема сила веќе вака да функционира. Многу работи во обкружувањето не загрозуваат и не насочуваат кон тоа дека мора да имаме чиста ситуација во која ќе може Македонија да има стабилна влада. 11:30, време за уште една кратка пауза и се враќаме веднаш во студиото и продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете со нас. Така го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Денеска со вас сум јас, Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Мој гостин е професорот Оливер Андонов, со кој разговараме за актуелните случувања на политичката сцена во земјава. Професоре, вашиот впечаток е дека специјалното јавно обвинителство ја промарши целата приказна. Но еве дали може да се поправи првиот впечаток и значи ли ова дека е почеток на една правна разврска или можеби ќе биде ова и продлабочување на кризата во која се наоѓаме? Најпрво, ова не е почеток на правна разврска. Јас на самиот почеток кажав како треба да оди правната разврска. А за тоа дали може да се поправи работата, секогаш може. Само треба да има доволно добра волја и да нема политички калкулации. И доколку навистина специјалното јавно обвинителство сака правно да го разреши целиот проблем околу аферата Пуч, околу бомбите на Заев и така натаму, треба да тргне поред. А тоа е, се испитува како се дошло до материјалите, значи за кои се работи во прислушуваните материјали. Во таа работа треба да влезе и претходниот обид за уцена од страна на лидерот на опозицијата до тогашниот премиер Груевски, што е исклучително важен чекор, бидејќи знаете како добивам еден силен впечаток сега дека се прескокнува, се заборава и како Заев ги добил материјалите, кој го извршил прислушувањето, со кој цели се извршило прислушувањето, како Заев се обиде да ги употреби материјалите за политички цели собствени, откако не успеа, како беа објавувани материјалите, дали се вистините и колку се вистините тие материјали, што е се криминално во тие материјали, што индицира кривични дела, што потпаѓа под прислушување на лични разговори, лични, приватни приказни, па се до тоа кој за што треба во цела оваа афера да одговара, за да може да биде правната разрешница поставена и да има потоа политички консеквенции. Ние сега добивме обратен процес. Заев не одговара за уцена на највисоки државни органи, Заев не одговара за прислушуваните материјали, нелегално стекнати материјали, кои не може да бидат доказ во една кривична постапка, како што кажавме. Не се испитува дали се вистинити материјалите и во кој степен се вистинити. Туку се оди веднаш на тоа да се обвинат луѓе за кои не мора да значи дека воопшто на вистина сносат било каква одговорност. Дури никој не ни одговараше зошто извршил на прислушувањето. Некој кој по службена должност требаше за тоа да одговара. И дојдовме до еден обратен процес кој по сите параметри исклучително укажува на политичка позадина на целата оваа работа. А политичката позадина е многу јасна.
да се предизвикат предвремени избори, но да тие предвремени избори бидат тогаш кога на Заев ќе му одговара. А не како што беше договорено со Пржинскиот договор. И да не се враќаме се на назад да анализираме и што друго следуваше и како беа работите поставени. Јас сметам дека специјалното јавно обвинителство може да ја поправи работата. Во животот секогаш се поправаат работите, но доколку го тргне процесот од почеток и почне да работи во таа насока да ги решава работите така. Ајде сега од она што го кажавте, дали може би еве со оваа прва акција на специјалното обвинителство, така наречена Титаник, се сака да се заташка она што го споменавте пред малку, односно како се стекнати тие материјали, зошто ги нема нели другите разговори, не ги видовме, и Заев постојано кажува нели различни бројки, не знам, 1.050.000, прво почна од 20.000 граѓани, па не знам колку и на крај стигна тоа до 1.050.000. Дали може би ова се прави само за да се заборават тие работи? Значи, токму тоа е и целта. Метнувањето на конфузија во целиот процес треба да игра на краткото паметење и да се прави тензична состојба во која ќе се бара виновник кој не е виновен всушност. Тоа е всушност обидот за амнестија на Заев од целата оваа состојба во која ја доведе државата и обид за, така да кажам, исчистување на специјалното јавно обвинителство од политички позадини, туку покажување на една слика дека работи во рамките на правото. Таа конфузност која е присутна кај Заев веќе долго време, напротив, треба да биде добар показател за граѓаните на Република Македонија со кој човек имаме ние работа. Значи, прво, некои други анализи од надвор зборуваат за тоа дека во Македонија е невозможно 20.000 луѓе да бидат прислушувани. А замислете 1.050.000. Значи, ете и нека не се 1.050.000, нека да го цитираме онака како што тој каже и да се обидеме во таа насока да го тоа разбереме. 1.050.000 луѓе да прислушува, што е половина држава и повеќе нешто. Значи, 20.000 луѓе... Сте работеле во Министерството за внатрешни работи. Да, не, знаете како, ли е тоа? не може толков број на телефонски повици истовремено да се прислушува. Тоа е... Просто мислам дека ние немаме таква технологија, не сме ние толкава служба, немаме таква држава, не сме која може тоа да го прави. Но, ете, и нека се 20.000 луѓе прислушувани во период од една година, колку тој каже, 2 години, 3 години, нека се 4 години. Проблемот е што еднаш беше прашање за 20.000 прислушувани, 20.000 луѓе, па дека се околу 100.000 разговори, па дека се околу 600.000 разговори, па сега испаднаа 1.050.000 разговори и во меѓувреме се обидуваат да заборават дека Министерството за внатрешни работи откри една афера, наречена Фабрика, во која се најде уште 70.000 прислушувани разговори, дека се најде еден куп фалсификувани лични карти, пасоши и документи, дури и странски пасоши. Но од СДСМ се уште молка за оваа афера. За нив беше битна така наречената афера за образци за возачки дозволи со исти броеви. Па тоа е грешка печатна, за која има утврдено записник дека било така, било ставено во магазин да се чека уништување. И што открил? Што открил господинот Спасовски? Нешто што постоело веќе во Министерството и зашто сите знаеле. Значи, политичкиот правец на СДСМ се сведува на создавање хаос, ширење немир меѓу луѓето и пред се, знаете како, самото она што ни се случуваше од петокот наваму, со она што го направи специјалното јавно обвинителство како политичка игра, излезе политички да изигра, значи ништо не кажа, дури арогантниот настап на обвинителките беше дегутантен да се гледа. Кој сака да гледа, значи ако не сакаме да сме злобни па да велиме ако име, тогаш како говор на тело, специјалните јавни обвинителки беа толку арогантни, веќе обвинуваа како да е некој виновен, како прогласен да е за виновен. Дури побарали и приведување. И сега ајде да зборуваме за која правна држава ние зборуваме во овој случај. Тоа е доказот на правна држава.
Со самото тоа што ќе имам основ на сомнение да ве обвинам дека сте виновни и да наредам да ве приведат без налог, тоа му се случи на Темелко. Без налог од суд, човекот беше приведен. Не дека нема право Министерството да задржи лице до 6 часа за утврдување на идентитет, но не да го приведеш и да го спроведеш кај судија за кривична постапка. Мора да имаш налог. Во тој налог стои зошто се приведува, на листата мора да биде кажано зошто се приведува. Каков развој на настаните очекувате сега? За жал не многу добар во однос на постапките на јавното обвинителство и Социјалдемократскиот сојуз. Ако имавме ситуација во која специјалното јавно обвинителство го ослободи Верушевски, а го затвори, условно кажано го затвори, бесправно го приведе и се обидува да го затвори Темелко, ајде да ги балансираме двете личности како профил на личност, како луѓе, не како политички страни, многу јасно ќе ни биде што се работи, имајќи го предвид тоа дека на изјавите на лидерот на опозицијата специјалното јавно обвинителство не реагира, а реагира на судска одлука и тоа јавно реагира на судска одлука, имајќи го предвид тоа дека ароганцијата е достигната до највисоко ниво, што насочува и кон озлобување на граѓаните на Република Македонија, јас не сум многу оптимиста во работата на специјалното јавно обвинителство. Треба големо преумување и како едно круцијално прашање кое се поставува и кое јас реторички може да го поставам тука, како надоврзување на вашето претходно реторичко прашање, тоа е каде е господјата Катица Јанева. Таа е најповикана да одговара на новинарските прашања, а не незините обвинителки. Незините обвинителки се дел од тимот, технички дел од тимот, која може да работи во разговори со обвинетите лица, може да работи на други работи и така натаму. Таа треба да биде таа која ќе одговара на сите прашања, бидејќи таа ја сноси одговорност на никој друг. И уште една многу битна работа, за која со сигурност тврдам и можам да ја докажам, која е улогата на Министерството за внатрешни работи, односно на поедини кабинетски советници на министерот кои немаат овластување за службени овластувања, кои не се овластени службени лица, а спроведуваат истраги од интерес на специјалното јавно обвинителство. И нема да ми каже некој дека во приказката нема многу политика. Значи убаво Заев во целата своја политичка ароганција, така да кажам, го кажа тоа јавно. Јас се борев за ова обвинителство. Всушност, зашто се бореше? За паралелен систем во државата? За инструменти со кои ти ќе настапиш? Кој инструмент ние досега го видовме од опозицијата кога е во прашање развој на државата? Програма? Развојна програма, економска програма? Што видовме? Ништо не видовме од тоа. А видовме ароганција и притисок со меѓународна помош, со надворешна помош, не меѓународна, лошо се изрази, со надворешна помош на поедини држави од надвор за формирање на некои институции кои се вонуставни, но кои мораа да поминат како такви, и тие институции треба да одработат за него. И на крај, вклучувањето на вас како медиуми во целата ова активност, во која сега се бара пак посебен орган, уште еден да се прави, па додека не завршат кривичните постапки да не се оди на избори, ние така можеме до недоглед. Ќе имаме техничка влада уште 10 години и нема да одиме на избори. Професоре, време за реклами и влегуваме во завршниот блок од денешниот кворум. Почитувани, останете со нас. Повторно назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Професоре, би сакала денешниот блок да го заокружиме со едно многу важно прашање за целиот народ. Дали ќе има избори на 24 април? Кои се вашите проценки? Мислам дека мора да има избори. Пред се затоа што се укажува на тоа дека мора да има избори. Поранешниот премиер Груевски си даде оставка во предвидените 100 дена. Постои технички премиер, односно техничка влада за спроведување на изборите. Парламентот веќе донесе одлука за самораспуштање, за кој 10 дена треба да се распушти. Така.
Државната изборна комисија е формирана, сите обиди за обструкција, дека наводно избирачкиот список е непрочистен, па имало потреба многу време да се прочистува, дека нема закон за медиуми, а јасно е дека може да се донесе било која, да се преземе законот за медиуми од било која држава во Европа, а СДСМ не сака, токму се знае зошто не сака, еве овие последниви случувања со специјалното јавно обвинителство кажуваат на тоа зошто не сака, за да не може новинарите да знаат, односно јавноста не може да знае што работат. И, како што реков, поради сево ова што не се случува, поради сета ова недефинирана состојба, ризична состојба за државата, поради се она што надоаѓа како ризик и закана од меѓународен аспект, со мигрантската криза и други појави на нестабилност, неопходно е и мора Република Македонија да одржи коректни, фери демократски избори на 24 април, без разлика кој ќе учествува на нив, за да може да имаме чиста и цврста политичка влада која ќе си ги преземе одговорностите и на самитот на Европската унија во јуни и на самитот на НАТО во Варшава во јули и која ќе ја води државата понатаму во евроатлантските интеграции, ќе ја стабилизира и економски и политички безбедносно. Јас ви благодарам за денешното гостување во Кворум. Тука го завршуваме денешната емисија. Ви благодарам на покана. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието. Денеска е 15 февруари 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Останете со програмата на Радио Слободна Македонија и политичкиот магазин Кворум е во продукција на РСМ. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатен ден. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.